По повод меѓународниот ден на лицата со попреченост 3 декември, Цивил организираше панел дискусија Рампа, посветена на прифатеноста, односно неприфатеноста на лицата со попреченост во општеството, процесите на деинституционализацијата и пристапноста до услугите на институциите на локално и национално ниво. Целта на овој ден е јакнење на јавната свест, прифаќање и разбирање на лицата со попреченост, меѓутоа Цивил додава и еднаквост и целосно почитување на нивните човекови права и слободи. Рампи има секакви, има рампи кои премоштуваат бариери, има рампи по кои тешко се искачуваме, некои нестандардни и непрописни. Не случајно го почнавме панелот со Сандра. Овој ден, како и секој ден, на секаде во светот, треба да не потсетува дека треба целосно да ги почитуваме човековите права и слободи и да се бориме за еднакви можности за сите. Меѓутоа, реалност на лицата со попреченост ни раскажува една сосема поинаква приказна. За тоа како и на кој начин тие секојдневно се соочуваат со препреките и прифатеноста, односно неприфатеноста од општеството. Има многу идентитети, ќерка, мајка, сопруга. Меѓу нив е идентитетот на лице со попреченост. Важно ми е да споделам, затоа сум и тука денес, мојата лична приказна, односно еден аспект од моето живење како лице со попреченост, токму од причина што моите попречености не се видливи. Ние постоиме неофицијално можеби околу 20% од населението со попреченост. Тоа не е мала бројка. Се користат и други термини, да речам бизарен е можеби инвалидност, кој официјално нели имаме институции, ние пензиско-инвалидски фонд или како и да е, што во превод би значило невалидни, нели? Цивил бара лицата со попреченост да бидат дел од структурите за донесување на одлуките, да бидат директорки и директори, раководителки и раководители, да бидат пратенички и пратеници, па зашто да не председателки и председатели, да се крене рампата и да им се дадат еднакви можности во општество кое што гледаме дека се залага и се труди да биде едно општество за сите. Грижата за стапувањето борбата за човековите права и слободи ја гледаме како целосна, како неделива активност на секого во општеството и во таа смисла тоа е една трансверзална, поврзна линија, точка во која ние се среќаваме и сите човекови права и слободи ги третираме подеднакво и неделиво едно од друго. Не може едно право да му дадете на некого повеќе, а на друг да му дадете помалку право. Сакам да апелирам до политичките партии во име на моите другарки и другари да одвојат дел од своите агенди и да поразговараат за тоа лицата со посебни потреби или лицата со попречености да станат дел од нивните кандидатски листи. Да се обидат и не само да се обидат, туку и тоа и да го направат. Оваа категорија граѓанки и граѓани еднакви на сите нас, еднакви со сите останати, нели? Бараме да бидат дел од структурите за донесување на одлуките, да бидат директори, да бидат раководителки и раководители, да бидат пратенички и пратеници, да бидат членови на влада, да бидат членови на парламент и така натаму. Цивил во првата година од постоењето пред речиси 20 години реализираше една од првите активности како организација – поставување на пристапна рампа, прва таква изградена во соработка меѓу невладена организација и државна институција. Попреченоста не е кај луѓето, не е кај лицата со попреченост, попреченоста е во околината. Се потешко станува да му кажеш на некој што не се соочил со овој предизвик, дека навистина треба да размислува како ние што размислуваме, но и не ги обвинуваме. Тие не ги гледаат пречките, секојдневните пречки со кои се соочуваат оваа категорија на граѓани. Јас би започнала од првиот предизвик, уште со настанување на попреченоста, затоа што попреченоста не е нешто што лицето го има од самото раѓање, исклучиво од самото раѓање, туку настанува и многу подоцна,
но и сите ние сме потенцијални корисници на попреченоста со старење на организмот, ослабнува видот, слухот, движењето и се што правиме, го правиме и за нас, а не за овие луѓе. Посебно ми смета дека кога се кажува нешто дека се прави и е некоја привилегија, дека се прави само за лицата со попреченост, што всушност и државните власти и локалните власти треба да знаат дека прават за нив, за граѓаните, но и за идните генерации. Кампањата за учество на лицата со попреченост во политичкиот и јавниот живот, што ја започна инклузива, ја упатува токму пораката за еднаквост. Лицата со попреченост имаат право да учествуваат во политичкиот и јавниот живот на еднаква основа како и сите други граѓанки и граѓани. Град Скопје како дел од својата програма за 2019 година, што се однесува на лицата со попреченост, предвидуваше и мерки кои се однесуваат на процесот на деинституционализацијата. Градоначалникот Петре Шелегов, како еден од учесниците на панелот Рампа, зборуваше освен за остварените цели, токму и за напредокот на овој процес. Носам одговорност како прв човек на градот, која што одговорност за жал многу често е само номинална. Затоа што во рашомонијадата или во испреплетеноста на ингеренциите не можете да го лоцирате проблемот или да го персонализирате или да го лоцирате кон една институција. Сериозно инсистирам на децентрализација со цел да меѓу другото самиот процес на децентрализација носи ингеренции повеќе и односно тогаш ќе можеме да ги лоцираме и клучните фактори кои што ќе дадат определен контрибут. Да, сите сме исти, да, сите сме граѓани, да, сите мораме да ги имаме истите права. Ако ние како институции, тука сериозно се сложам со Александра, ги сработиме работите кои што биле заборавени, движењето, функционирањето на тие луѓе ќе биде толку многу нормално, што нема никој да се чуди дали се тие околу нас или ги нема. Буткањето на глава во земја со цел да ги игнорираме тие луѓе, да ги игнорираме проблемите, за среќа е минато. Во рамки на Министерството за труд и социјална политика, преку социјалната реформа, деинституционализацијата е процес кој на лицата со попреченост им дава квалитетен и достоинствен живот. На оваа тема, од различен аспект, во контекст на придонесот на Министерството, зборуваа Вангел Тркалјанов и Душан Томшич. Значи, со моето вработување во Министерството јас допринесов, особено во креирањето на политиките за помош на лицата со попреченост. Многу често апелирам дека не секогаш треба да бидат само користени грантовите и финансирањата од домашни и странски донатори. Секогаш треба да бидат вклучени и лицата со попреченост во креирањето на самиот проект и после во самото спроведување. Јас имам една моја перцепција на целата оваа ситуација и нели често се говори дека народите кои што живеат на оваа почва се доста гостопримливи, приемчиви, дека важиме за топли народи. Јас не би се согласил. Ние сме топли народи, само го состојаме дека на некој нешто нема недостатство, нешто му фали. Во ситуација кога ќе се случи така состојба, ние стануваме многу затворен народ, дури мислам дека и го покачуваме говорот на омраза и нетолеранција, стануваме многу дискриминаторска средина и тоа е оно што треба да го промени нашата држава и тоа е оно на кое што ние треба да обрнеме внимание, бидејќи целиот процес на деинституционализација и сето што се случува е промена и на свеста на луѓето кои што се во системот и надвор од него, се промена на свеста на сите луѓе кои што живеат во оваа држава. Борбата за целосна инклузија на лицата со попреченост е тешка и макотрпна. Стереотипите, дискриминацијата, говорат на омраза, маргинализирањето се општествени, социјални, економски, политички недоследности со кои оваа категорија на луѓе секојдневно се соочува. Јакнењето на јавната свест, промената на менталитетот на граѓанките и граѓаните преку едукација и информирање очигледно не се доволни. Она што и самите лица со попреченост апелираат е итни мерки за заштита на нивните човекови права и слободи со подеднакво уважување како и за сите луѓе во земјата и во светот.